Почитувани наши гледачи и слушатели на каналот Откритија, решенија, која се емитува, програма која се емитува секој четврток во 20 часот. Денес е 26 јануари 2023 година. Оваа програма се емитува во живо. Специјалната војна против македонскиот народ продолжува на ТВ каналот Откритија Discoveries. До каде е специјалната војна која се води против македонскиот народ? Дали македонците ќе наседнат на подметнувањата кои им се прават навидум законски? Со мене Силвана Павловска од Австралија, Агапи Тофиловска и Ана Бобинкова-Мјаковска од Македонија. На првиот истражувачко-творечки, генетички, продлабочен интернет отворен ТВ канал продукција Откритија Discoveries, надеж за иднината. Оваа програма исто така се емитува и на другите социјални мрежи, меѓу кои Telegram, BitChute и Rumble. Така да можете да не следите на било која од овие социјални мрежи. Добра вечер, добар ден и секое добро. Агапи и Ана. Поздрав до сите, поздрав до нашите гледачи, до вас, Силвана. И да видиме до каде сме со специјалната војна, дали нешто е јасно или се уште сме во магла. До каде е таа специјална војна која се води против нашиот народ? Дали македонците ќе наседнат на подметувањата кои им се прават навидум законски? Ете, заради небитна тепачка меѓу наркозависници се дигна Брисел, Софија, а тука се и стратешките амбасадори на УСА, УК и Германија, кои се упорни во настојувањата по секоја цена да се изврши смена на Уставот на Македонија. Дали е ова нормална состојба и колку е правно издржана по меѓународни и домашни стандарди? Ајде да започнеме сега. Ова што се случува во моментов во Македонија е хистерија околу внесување на бугарите во уставот како државотворен народ по секоја цена. Значи, просто да не веруваш дека едни вакви насилници, како што се нашите окупатори и нивните марионети поставени во македонските институции, толку многу инсистираат на, како да речам, на законска регулатива. Значи, по секоја цена, просто не ми е јасно зашто е тоа така, кога се гледа дека се што прават веќе години наназад, во последниве 6-7 години, многу очигледно, сето тоа го прават насилно. И сега не сакаат да извадат оружје, зашто тогаш на сите ќе им текне дека сме ние во војна. А вака додека нема куршуми, додека ги уценуваат, односно прво ги уценуваат, па ги ставаат да бидат наводни представници на народот во собрание, токму за да им ја запазат таа некаква регулатива. Да се запраша човек од каде толку љубов кон законите од нивна страна. Значи, сакаат да бидат покриени, дека македонскиот народ сам тоа си го прави, дека ние ги внесуваме бугари, дека ние сме бугари практично. Со оглед дека ја разрушија, ја укина наводно законски, нели, основската подлога што е во уставот, врз основа на која е создадена оваа современа македонска држава. И сега со отпетни жили се трудат да докажат. Па добро, ако сме ние бугари, зошто тогаш би се противеле?
кој нормален се противи на својот идентитет? Точно така. Ние ќе се радуваме ако е тоа така. Но Ќе и славиме. Па да, и покрај целиот отпор на народот, ми се чини, една моја пријателка вчера ја прочитав, вели, сите што не успеа, на крај бугариве ќе успеат да не сплотат како народ, да не се караме, затоа што сме поделени по милион основи, и по партиски линии, и по политички линии, и по медицински линии, кој е боцкан, кој не е боцкан, теоретичари на заговор, потоа овие trust the science. Да. Многу сме исподелени и овие ќе не гледаме дека сите сме против ова што се случува на инсистирање на особено амбасадориве на Америка, на Германија и не знам уште која беше таа и овој гир од Европска, од кој беше? Не знам дали е, не сум сигурна дали е на Европска унија или е на United Kingdom, да, на Велика Британија. Да. Тие се таа тајфа кои што постојат одамна и водат политики против Македонија. И до ден денес се здружени. Сакав да додадам, Агапи, нашиот народ може да изненади, како што ги изненадил Александар Македонски, војската на персиската земја. И ќе ги нападне каде што најмалку очекуваат и ќе успее и ќе победи во сето тоа. Мислам дека нашиот народ го има тој гений, го има во својата ДНК. Меѓутоа, мораме да поминиме низ овој период на освестување и на реализација за ова што се случува, дека секако дека не може никој нас да не убеди за нешто што знаеме не е во наша корист на земјата. И тоа не е прв пат, мислам, ова што се случува. Очигледна е престоечка подолба на Македонија повторно, како што во 1913 година. Но овој пат се зборува нели за бугарите и за албанците, албанската платформа. Така да тие го скроиле планот. Она што се случило во Букурешт сигурно било многу слично на денешново. И ако се направи ревизија на тој некој си Букурештки договор, кој што никој не го видел, јас не сум го видел, јас го тепав од барање, не знам каде е тој договор, не е објавен како документ. Што таму е договорено? Па после тој имал и анекс, па важел 100 години наводно. Па и тие 100 години измина, они тогаш почнаа да не рушат современите македонци, да не постоиме за да нема наследници. Нели кога немаш, ви кажував еднаш за циганите кога ги преименувале во роми. И потоа кога отишле да бараат репарации за тоа што биле гонети и убивани и геноцид извршен врз нив во Втора светска војна, во Швајцарија им рекле, ама не сте, вие сте роми, тоа за циганите важи, не за вас, вие не сте тие. И тоа се обидуваат. Значи нас ќе не направат бугари, кои ќе не потепаат, кои ќе не... Меѓутоа, тоа така не бидува. И ние сме многу свесни. Благодарение на она што се случува, значи, како е речено, секое зло за добро е. И не е така, бидејќи ако не се случаја вакви зла, какви што ни се случуваат, ние немаше да се сетиме и да ја развиеме свеста што се случува, заради што се случува, и да се вратиме назад во историските лекции од каде што се учи. Денешницата практично ти се објаснува и иднината. И сме им благодарни на бугарите или тие врховистите што се во Бугарија, затоа што ни ги отвараат очите со сето ова.
Така е. неблагодарни, меѓутоа добро да знаат дека не може тоа што тие го планираат, нема никогаш да им се оствари. Ма ова е целото една политичка конструкција. Јас не верувам дека нормалните луѓе и во Бугарија и кај нас во Македонија чувствуваат некаква омраза едни кон други. Со било кој народ. Дали се бугари, грци, срби, со сите наши соседи. Значи, ние немаме омраза, немаме причина меѓусебно да се тепаме. Но, заради конструктот на политичарите, кои што ја вивнаа до небо работава, очигледно е дека нешто се спрема, по секоја цена сакаат да ни направат судир меѓу себе. Не е битно кој што повеќе се тепа. Битно е важно да се направи некое жариште, каде што тие ќе можат да се вмешаат, нели, овие западниве хегемони, ќе не двојат, ќе не мират, не знам што ќе ни прават. Затоа што пред да почнат сите овие небулози околу некакви добрососедски односи, околу некакви преименувања на договори наводни, преспански и не знам што, па речиси нормализирани беа односите меѓу обичните граѓани, меѓу обичниот народ. Разбирате, кога ќе отидеш на одмор во Грција или во Албанија или во Србија, ти немаш со никого проблем, или во Бугарија. Не одиме на одмор. Тоа покажува дека сега мора да се направи таа тензија. Замислете, го дигнаа на ниво да збори ова Агелер, да збори она Холштайн, како се викаше, вели, уставните измени немаат алтернатива. Боли и велува нефер, но тоа е чекор кој едноставно мора да се направи. Вистина. Мора да направиш чекор. Нека си го направат тие дома, како што ти не можеш да се мешаш во суверена земја, каде што македонскиот народ е суверен од собственикот и оној кој што е имател на сите тапи на македонската земја. Не можеш да му кажеш што треба или не треба. Или што? Не можеш и не смееш. Или ќе не бомбардирате, или ќе не утепате, или ќе не дотруете. Нека кажат, нека се доизјаснат. Него ова не им враќа од причина што сите се практично од нив поставени и го тераат тој наратив. Не постои некој политичар од било која лева, десна, не знам каква страна, кој што им се спротивставува јавно и им ја кажува вистината во очи. Зашто нас не интересираат нивните игри. Нас вистината не интересира. Поради што и зашто ова се случува? Кој е тој Брисел да дискутира за Македонија? Која е потребата? Македонскиот народ кажа дека нема никакви аспирации за никаква ЕУ. Да. Исто така и таа ЕУ не постои. Не постои затоа што таму непочитување на волјата на народот. Непочитување на референдуми, непочитување на волјата на народот. И секако во американскиот, Соединетите американски држави, уставот нивни, дали тие би го смениле американците, ако некој од надвор врши притисок врз нив, да го сменат идентитетот или јазикот или името на нивната земја. Дали е тоа дозволено во уставот на Америка? Не е дозволено. Нити пак е дозволено во македонскиот устав. Така да Агалер може да си ја врши незината функција како амбасадор и повеќе не сме таа, нити па другите што се од Брисел и така натаму да се мешаат во внатрешните работи, посебно кога се работи за уставот на една земја. И дека знаат дека народот е против тоа. И сега тие, како што рековте, се многу упорни, ги користат медиите во Македонија. Тоа е до држава, значи, оние што ги знаеме дека се извршители на кривични дела, оние што се терористите од 2001 година, се нејзини први пајташи
И со нив сега ќе ни продаваат приказна, басми, што би рекол народот, ќе ни продаваат басми дека они нас добро не мислат. Веќе паднаа маските, веќе се гледа. И фала му на Бога. Меѓутоа, мораме да станеме овие серии. Немаме потреба од безцелно гинење и судири меѓуземни. Ние треба да се зачуваме. Нека се тепаат, нека излезат политичарите меѓусебно, ние ќе им направиме. Да, можат да појдат на оние, нели, места што се во Хераклеја, знамо на местото каде што имало, нели, лавовите кога излагале и луѓето морале да се борат со им правеле игри и леп. Да, можете, ние ќе седиме, ќе гледаме и ќе уживаме во тоа. Тоа се нивни војни. Ова е исто таков случај. Тоа е поентата. Значи, зошто они прават вакви игри и леп? Што сакаат да скријат за тоа? Што се крие? Која е поголемата слика? Народот мора да дознае таа слика. Ние сите мораме им сметаме. Само може да сметаме на луѓе кои што не се скроз со сите во нивните глави, во нивните мозоци. На англиски го викаме тоа chip on the shoulder, значи нешто има проблем со нивните суети или пак со нивниот, не знам како да објаснам. Да, и тоа се секако, според моите сознанија, потекнува од Германија. Сите патишта водат кон Германија кога се работи за проблемите со Грција, проблеми со Бугарија, проблеми со другите земји на нашиот полуостров. Германците се виновни за оваа политика. Тие го имаат тој најголем страв од нас, од нашиот народ. Дека она што го зборувале со години, фалсификат информации, дека тие се тој народ. Нели, белиот народ. Од кај нив потекнува белиот народ. Знаејќи дека тоа не е точно, тоа не е вистина. Народот, бел народ, потекнува од македонскиот народ. Да. Да, имам прочитано некои текстови, не можам точно да се сетам каде, дека ако се испита ДНК-та таму, во Германија, ќе се види, не знам кои биле тие рурици, дека имаме многу слична ДНК и дека се наши луѓе тие што отишле таму да го направат. Така да, од таа страна ќе излезе дека и на вистина се тие, ама тие се ние. И сега, значи, што имаме тука? Каква е таа состојба? Значи, убиствено, кој го прави тоа? Ненормална состојба која што потекнува од кај нив, а не од нашиот народ. Мислам, нашиот народ што живее на македонскиот полуостров, автентичниот народ. Овие што се не се тој народ. Па не знам, треба да се испита тоа, никој не ја кажува вистината. На многу места ќе се открие македонскиот ген. И ќе се види дека уствари народите се измислени да се тепаат меѓусебно, додека овие во позадина владеа. Оти со генот не може да се лаже. Не може да се лаже. Основа. Да. Има Топер, некој си германски, мислам дека е научник, истражувач и писател. И тој пред неколку години имаше, не знам дали ти читаше некоја статија пред некој ден за откривањето како е лажирана македонската историја. Односно, како е градена на лаги грчката историја околу лулката на демократија, околу... Но култура и така открие. Затоа све настанува, се чистиме сега, кој од жито треба да се расчисти. Ајде да видиме што ќе правиме со овие тука. Мораме локално да делуваме. Точно така. Да ги освестиме нашите поимања на работите. Што ни се случува? Како? Ова е глобална војна против човештвото
Точно. И многу наликува. Тоа е борба на доброто и злото. Борба на доброто и злото, да. Во последно време доста читам и гледам исто филмови и читам филмови за Александар Македонски, статии што се на англиски јазик и можеме ова да го објавиме, веројатно јас ќе го дадам во етерот овој документ на професорот Филип Каработ од King's College во Лондон, кој што е прогрк. Меѓутоа, во ова негова теза, која што е напишал 2005 година, насловена Aspects of the Hellenization of Greek Macedonia, во времето 1912 до 1959 година, тоа што го пишува, Што се укочи нешто. Во оваа теза, која што излезе 2005 година, академикот Филип Каработ, иначе голем подкрепител и симпатизер на Грција и хеленистичката историја, пишува за, ја нарекол, аспекти на хеленизацијата на Грчка Македонија во периодот 1912 до 1959 година. Документ кој што содржи 61 страница, напишан е на англиски јазик, каде што се откриваат многу нешта за тоа кои биле политиките на грците кон нашиот народ, каква им била целта, какви ставови донесувале, како ги малтретирале, затварале и многу други работи. Не им дозволувале, нели знаеме тоа, да одат в црква, нити не смеле да зборуваат на македонски, не само надвор, туку и дома исто така. Се заради тоа што им било страв од Македонија и од македонскиот јазик. Страв. И затоа што Елинска Македонија останала неизградена и рурална. Затоа што знаат дека не е нивна земјата. Не е нивна земјата, тие се доселеници. И самиот збор, неодамна научив дека зборот Грк не е нација, не е народ. Што дека значи тоа, нашите им го дале тоа име, а тоа име значи доселеник. Тие се доселеници на нашиот полуостров. Доселени, Греци. А баба ми викаше Греј од таму. Демек доаѓа од таму. Доаѓа од таму. Тие се Грци, доаѓаат од таму. И така натаму. И дека, мислам, не сме ист народ. Сега, поентата ми беше, овој кој што е симпатизер на Грција, дали свесно или бесвесно, информациите што ги дава овдека се можете корисни и планирам јас да во неколку емисии ги споделам овие информации на англиски јазик, во неколку делови, за да можат луѓето да слушаат, не само нашите што го разбираат англискиот јазик, туку целиот свет, кој што може да ја дознае вистината од едно такво лице, од Кембридж универзитетот. Само така можеме да успееме. Наша задача, ете во ово време сме се родиле, да ја шириме вистината. И точно така. Што слуша, нека проверува, нека не верува никому. Туку нека да проверува, провери. Да. Точно така. Вистината е вистината. Вистината, некои луѓе можеби ќе аргументираат и ќе велат, нема вистина или има неколку
видови на вистина или се зависи од луѓето како тие ги разбираат работите, дали е тоа вистина или не. Не, вистината си е вистина. Вистината е вистина и секогаш била вистина. За оние што сакаат да ја изманипулираат, тогаш, нели, и дури веруваат во тоа, во нивните манипулации, дека е тоа така. Еден филм снимен на некој си Patreon канал, чиј наслов е Alexander the Great. Нели, како ги освоил Персија и отишол до Индија. Се заинтересирав да го следам, затоа што си помислив, може би тука има информации каде што Александар го прикажуваат како македонец, без да спомнуваат дека бил грк, но се разочарав, бидејќи прават една огромна конфузија. Ја нарекуваат нашата земја Македонија, Македон, и Александар дека бил син на Филип II и дека е Македонија и дека македонска војска имали и грчки војници во таа и така натаму. И во текот на тој филм, кој што трае повеќе од 1 час, многу пати го спомнуваат дека грк бил, дека грчка била Македонија. И си велам, чекајте луѓе, зар не можете тие што го направиле тој филм, зар не можат да се запрашаат? Едно е Македонија, друго е Грција. Ако зборуваш за Александар Македонски и Македонското царство, зборуваш за Македонија. Нема врска со Грција. И така да прават забуна во тие, убаво е снимен, многу е убаво снимен. Има карти што се од тој период, каде што патувал, како кружел Александар со неговата војска и така натаму. Меѓутоа, тоа се неточни информации, не е вистината за Александар Македонски. За сите тие информации, како е тоа правено, како е режирано, колку време е конструирано, што се бришало, значи секој си излезе и ќе си дојде на место. А освен тоа, јас колку што знам, во времето на Александар Македонски, 323 година, кога беше таму, воопшто не постоеле Грција како поим, така и оно што го пишува во Библијата е лажирано, очигледно. Значи, за тоа постојат, ништо не постоело освен Македонија. Ништо. Доле била Ахаја, биле некои градови, држави, меѓутоа и сето тоа ќе си излезе на видеилина за да престанеме да учиме глупости. Него сега што да правиме со овие тукашниве, сегашниве, денешниве, кои што по секоја цена, тие веќе им се спремни документите. Јас немам воопшто дилема дека тие напред име отиде на целата таа работа, зашто подитно треба да се сруши се што е македонско, а ние уште вака, како да речем, функционираме на документите северџански. Иако ние сме живи, здрави, фала Богу, овде на македонска земја, македонци. И сега не може никој мене да ми каже дали сум или не сум бугарин, грк, србин, албанец, не знам што. Едноставно е невозможно. Но, како народ, како луѓе, треба сите ние да се запрашаме што е ова што го прават и зошто го прават. Зашто глобално, ако ја гледаме работата, излегува дека тие во позадината прават нешто многу пострашно против целото човештво. Изгледа дека ќе тргне, би сакале тие, да тргне повторно од Македонија. Нели, како земја од која што потекнало се, ајде да не ми речат еве оваа, па сега све потекнува од Македонија. Но тоа е вистина. Артефактите тоа го покажуваат и можеби и овој трансхуманизам по секоја цена се обидуваат да го имплементираат во Македонија од овде да тргне. Да видиме што е тоа што го кријат. Зошто
ни ја замараат главата со тепачки со бугарите, па овој ќе дошол, па ќе му правил атентат на председател. Мислам, тоа се веќе, како да речам, несватливи глупошти. Не ми е јасно, не ми е сватливо како може тоа да се труби по сите медиуми, што докажува пак од друга страна дека медиумите се во играта, они им се главната алатка за да ни го да не добриваат. Но нашите се паметни, разумни луѓе и предпоставувам и се надевам дека не би требало многу внимание да им се дава на овие работи, туку дека треба да се планира за тоа каква Македонија сакаме да имаме ние. Овие луѓе што се на власт кога и да е или ќе се повлечат сами, како што веќе неколку министери во владата на државата Украина веќе си дале оставка овие денови. Во Нов Зеланд премиерката си даде исто така оставка, така да ќе дојди време и во Македонија тие нешта ќе се случат. Но мислите дека потребно е наместо да се премногу да се филозофира или пак да се дискутира за тема за која што очигледно е која е нивната намера од Брисел, од сите тие места нели што мислат дека се силни места. Зар не е подобро нашиот народ да се сплоти и да си направи еден план за тоа каква Македонија сака да има, како сака своите деца да бидат образовани на училиште, каква економија сака да има и каков политички поредок сака да има. Така да треба да се создаде една паралелна власт или држава во земјата Македонија, за да може кога овие што се незаконски сега на власт, чим нив ги снема, да може да превземи уредувањето на татковината Македонија. Паралелна, нешто што се случува во многу места во светот, каде луѓето се спремни и работат на тоа да создадат иднина каде што има мир, љубов и спокој. Само тоа ни е спасот. Значи, она што го викам јас, ние да си ја гледаме нашата работа. Перцепцијата дека се тие власти, дека владеат врз нас и дека било многу битно што ќе подпишале и дека било многу битно, треба да ја замениме со тоа дека ние сме власт, ние сме собственици. Не е битно кој што ќе напише, битно е Агапи какви дела прави, а не кој што ќе рече или ќе напише за мене. Зашто јас сум жива тука, денес. Значи, самите мораме да ја создадеме таа, да си продолжиме со нашиот живот нормално да го устроиме, во мир и во љубов. А тие, кога ќе престанеме да им ја даваме нашата енергија, со тоа што ќе се караме и расправаме за нив и ќе разговараме, едноставно ќе исчезнат. Да, не сме да се дозволи да бидат и уапсени или протерани или ќе ги снема зашто негде си направиле нови идентитети, нели? Да, точно така. Македонскиот народ ќе опстани и ќе работи на тоа да се очисти од овој олош, од овој рак што постои веќе многу години. Луѓе што не припаѓаат во татковината. Така да препорачливо е нашиот народ да ја употреби својата енергија за добри дела, за добри дела. Така да и верувам во тоа дека ќе успее. Не дозволува вниманието да му го одземи некој. Ако одиме по премисата дека доброто го победува злото,
Точно. Треба да победиме како луѓе. Правдата е на страна. Ние сме тие што треба да се смениме. Да. Ние сме тие што треба да се смениме. Еве примерот со овие што се нели со пандемија, како ја викаш ти, пандемијата. Да, многу луѓе не примија никакви инекции и не веруваат во тоа што им го пропагандите што им ги делеа овдека во секојдневно веќе, нели, во текот на овие 3 години, тие луѓе веќе тие си продолжуваат да се живеат спокоен живот. Имаме доста луѓе кои што отворија бизниси каде што одгледуваат земјоделски култури, други бизниси со други работи се занимаваат и таа колективност постои. Поблиска е таа колективност сега меѓу народот. Да. И не се зависни и не слушаат пропаганди од други луѓе, без разлика што сакаат да им кажуваат. Затоа што сите тие нешто се лаги. Сето тоа е театар, како што ти имаш кажано порано, театар. Да преминеме на нашето второ прашање. Агапи, може? Да. Almost done, yeah. So sorry, Tony. Дали нешто се крие позади овие гласни најави за непријателството меѓу бугарскиот и македонскиот народ, пред се од политичарите преку сите медиуми? Тоа веќе зборувавме за таа тема, нели? Се осврнавме на таа тема. Дали нешто се крие позади тие гласни најави за непријателство меѓу бугарскиот и македонскиот народ, пред се од политичарите преку сите медиуми, национални и електронски? И што е тоа што треба да помине под радар на народот? Сакаме ли нешто друго да додадеме тука? Па да откриеме што е тоа што се случува во позадина, не му се дава внимание, меѓутоа не засега сите нас и е многу побитно од тоа дали Бујар Османи отишол во Бугарија да го посети тој наводно истепаниот до вчера македонец, денеска надежен българин и се секирам, мислам, со тие небулозите. Она што го прочитавме како вест вчера, од која што јас останав зачудена, или завчера го прочитав. Не сеќавам, завчера вечерта можеби. Вели, владата на Република Северна ја одржа 121-та седница и вика, владата ја разгледа и усвои информацијата од Министерството за внатрешни работи за потребата од изработување план за воспоставување национален електронски идентитет за секој граѓанин и го разгледа и го прифати планот заедно со план за реализација. И сега ајде да ја би сакала овој пасус да го разглобам, зашто мене ништо не ми е јасно. Што значи тоа? Пази сега. Значи, кај владата дошла некоја си информација од Министерство за внатрешни работи. Информација, да. Таа информација е поврзана со потребата да се изработи план за воспоставување на национален електронски идентитет за секој граѓан. Тоа дополнително ќе го дискутираме. И демек оваа владава измислена го разгледа и го прифати планот заедно со план за реализација. Каков план? Како било? Се во едно било. Прво дошла информација, пази, на 121-та седница, дошла информација од МВР, не кажуваат каква информација, ама е поврзана со треба да се изработи план за воспоставување на национален електронски идентитет на секој граѓанин. Дали се дискутирало? Се слушни. Треба да се изработи план
значи планот не е, од реченицата заклучуваме дека тој план не е изработен. Ама вика, овие го разгледале планот и го прифатиле планот и заедно прифатиле и план за реализација. Мислам, какви се овие глупости. 5 плана прифатиле за некаква реализација и сега да видиме што е тоа национален електронски идентитет. Јас се обидов да побарам по интернет за што се работи и сега овие сакаат уствари пак да ја продолжат играта со измислени наративи, измислени зборови, па така го изедначуваат национален електронски идентитет со електронски идентификација. Тоа е, да речеме, она кога ти треба да имаш електронски потпис за да испратиш некои документи, кога комуницираш со некои институции, да бидат сигурни дека си ти испраќачот или примачот на тие документи. Меѓутоа, тоа се прави по желба и потреба на секој од нас индивидуално. Ако јас имам потреба да имам електронски потпис и сакам тоа да го вршам по пат на интернет, да, тогаш во рете, јас ќе го извадам тој. Меѓутоа, национален електронски идентитет да ми создаваат мене ќурка и компанија која окупирале зградата на влада на Република Македонија и да прифаќаат некакви планови да прават лажни замајувања, нема да дозвола. Вели, целта е доделување електронски идентитет на граѓаните на Република Северна Македонија, што според посочувањето од Министерството за внатрешни работи треба да е носечки столб за дигитална трансформација на општеството. Опстоп. Што значи дигитална трансформација на општеството? Трансхуманизам. Што е ова? Значи, ова е нашето зборење наназад, не знам, веќе година, 2-3, околу Давос, околу Светскиот економски форум, кој што ги диктира практично сите овие налудничави иновации со крајна цел трансхуманизам и поробување на човештвото. Да. Истите тие велат дека сега од последниот состанок што се одржа пред некоја недела дена, дека педофилите ќе го променат, ќе го спасат светот педофилите. Друга работа што ја кажуваат таму како инструкција е дека супер ќе бидат новите бустери за новите вируси, еве ги идат, страшни се и ги напаѓаат децата овој пат. Потоа друга информација има дека бубачките се многу сладки за јадење и многу корисни за човекот. И ние ќе ги јадеме. Така ни спремаат како следно, пошто ни ги утепа пилињата, свињите, им измислија секакви грипови, ги потаманија со ботски така наречени ваксови, а во суштина ги уништија економиите и домашните производства на храна, не само во Македонија, туку генерално, особено на Балкан, можеме да зборуваме што се случува. И сега овие истите ќе ни прават трансформација на општеството. Овие се неспособни да си прочитаат што им напишале, овие марионетиве нашиве тука, а не да прават на нешто трансформација. Меѓутоа, се многу способни да бидат послушни и да има некој и нешто и да разбира, да се прави недоветен дека не знае што е. А ова пак ова ќе било носечки столб за дигиталната трансформација, со тоа што ќе овозможува унифициран пристап за користење на електронските услуги. Сега
Тоа сака да каже. Значи дека сите ќе мораме да имаме вакво, за да можеме да речеме, како што ги научија новите генерации, по електронски пат да ги вршат сите, да плаќаат сметки, да не чекаат демек никакви редови, да плаќаат безготовински, како во државата вика, така и надвор од неа, во земјите на Западен Балкан и Европска Унија. Ова сето е она што се вика воведување на social credit system, социјален кредит систем. Ке имате се, крајната цел на тоа ја кажува тој Шлаус Смрад го викаат овде. Вели, ќе немате ништо и ќе бидете среќни. Тие сакаат да не доведат во состојба. Откако ќе ги воведат овие национален идентитет лажен, кој што кога дигитален. И така ќе ги избрише, нели, и папирологиите и документите. Откако сето тоа ќе го избрише, ќе се доведеме во состојба да не можеме, ќе ги снема парите како готовина, тоа им е целта, гледаме по целиот свет го прават тоа, почнуваат интензивно по банките да прават идентитети електронски, вака така, па брзо плаќање, вели, ажурирајте ја сметката во банка, за да се лага. блокираме. Тоа е лага. Целта им е лага. Па значи ги лажат луѓето. Како може да ми ја блокираш сметката? Зашто да ја ажурирам ако јас немам промена на податоци? Кој си ти мојата сметка да ја ажурираш? Ти како банка живееш од мене. Јас сум ти тебе customer, оној кој што треба да го услужуваш и од моите пари да живееш. А не ти мене да ми диктираш дали јас ќе имам таков или таков идентитет. Обратното. Но подалеку е отидено од тоа. Потоа вели страшно. После поштението. Истото го зборуваат и овде, и во Австралија, и сите причини ги даваат, така да е тоа нешто кое што го прават на глобално ниво. Целта е, луѓето треба да сфатат дека парите што им се банка може да ги извадат кога тие сакаат, ако ги извадат поскоро, што поскоро, и да наплаќаат сметки и се тоа друго што е купување на храна и така натаму во готово. Ако не плаќаат во готово, тогаш ќе ги укинат тие пари. И ќе мора дигитронски тоа да се работи. Така да има сила да останеме без допир на пари. Да отидеме во електронско раководење. Бидејќи аде ќе не одведе тоа во електронски логор. Да, контрола врз народот како во ќе направат една вештачка, значи храната ја тргна, ќе направат вештачка криза, нема никаде пари, енергенси нема, и луѓето ќе почнат во нивниот план ова, по таа агенда 2030. Луѓето ќе почнат сами да бараат, да, воведете ни, нека биде една валута. И тоа ќе оној кој што ќе не спасува, рогатиот, кој што ќе ни понуди социјален кредит систем, демек работел, не работел, нема проблем, на сите ќе им дадеме пари, еве ви на сите колку сакате нули да ви допишеме, по 2-3 евра, зборам фигуративно, за да живеете нормално во мир вака така, меѓутоа, при тоа вие ќе потпишете дека немате лична собственост, дека не поседувате ништо, дека целата ваша собственост преминува во рацете на државата, која е електронска, преку компјутер и преку електронски овие чипови ќе не раководат. Сето тоа, за сето тоа мора да останеме свесни и да видиме дека не постојат теории на заговор, туку постојат заговори кои што се остваруваат на дело. Ништо од ова не смее да помине, а во некоја од наредните емисии можеме да проговориме за законските прописи кои што исто така не го дозволуваат сето ова.
Аха, одлична идеја. Можеме тоа да го правиме следниот пат. Така. Добро, сега заклучни зборови пред да завршиме, бидејќи Народот да се информира, да ја бара вистината, да не верува дека постои власт, и некоја влада и некои државни институции кои што се секираат за наше добро. Напротив, да станеме свесни дека во теке уништување не само на нас како македонски народ, туку уништување на човештвото воопшто, на човекот како таков, и мораме да се организираме меѓусебно, да го отфрлиме материјалното, да видиме каде сме како луѓе, како енергија, за да успееме во оваа борба за наш опстанок и во спротивно, ако продолжиме и воопшто не ги гледаме што они прават и прифаќаме се што ни наметнуваат, тогаш се доведуваме во состојба да многу скоро бидеме во електронско робство, во кафези без решетки, но никаде ќе не можеме да мрнеме и ќе немаме нормален живот. Тоа е мојата. Наши гледачи, слушатели на каналот ТВ, каналот Откритија, Discoveries, Надеж за иднината, ви благодариме на вашето внимание. Ќе се слушниме следниот четврток, каде што ќе зборуваме многу повеќе и за други теми. До тогаш бидете ни здрави, живи, добри и, како што имаме кажано неколку пати, слушајте, анализирајте и донесете си сами одлука за тоа што мислите дека треба да се превземе за доброто на нашиот народ и за вашето добро. Благодариме уште еднаш. Продолжуваме наредната емисија. Благодарам. Довидување. Довидување. Секое добро. Пријатно.